Тоа е од почетокот, од постанието на светот до доаѓањето на Господа Исуса Христа. А на постарите генерации предаваше литургика и Нови Завет негде, а од друга страна посебно беше корисен на учениците од постарите генерации, што за литургика тој ги подготвуваше претходниот ден што ќе се пее и што ќе се чита наредниот ден на богослужбата, така да нема кај учениците мешање или несигурност и така натаму. Со ученици? Тоа е професор. Таму и медиците повеќе се школува. Што беа на школување таму од богословите примари. И таму без пари школува. А он и беше превоспитач. Свети Јован. Ние веднага фанаме другарство вака меѓу учениците. Тамо имаше и други штипјани. Некои беа по-високите класове. Скоро од тите градише, нали. Имаше од Русија. Имаше и руси. Беа измесени. Руси, Срби, македонци, нали. Од тази дела имаше во своја соба. И у него доаѓа кој има помош од него, нели? Било нешто да и кара, нели, од предметите, нешто. Било некаде да ги одведе, гледаше да ги воспита децата, од духу, нели, што водеш тамо богословијата. Значи, тие утре кои ќе гледат, редовно да одат на црква, да помагат на бедни, оние обидуваше сите спални на учениците. И ако некој биде малку откриен, што оние го покрие, нешто некој друга помош ако треба, он ќе го пружи. Много добро човек беше. Како да кажам, даваше така утеха на сите. Од црквата ќе секој ден се баре вечер. И нас не водеше, а и други. Јас на моето тело ги носам раните на мојот Бог Исус. Тоа е надписот што врз себе го носи секој монах. Што значи тоа? Сите сме повикани, особено монасите, да ги носиме овие рани за да се приопштиме кон невините страдања. Само тогаш пред нас се разоткрива во секојдневието прекрасното дело.
да се пострада невино, за да се победи злото со радост. Ете што значи да се носат раните Исусови, да се страда за вистината, за доброто, да се страда без вина, да се страда како што страдаше Исус. Како личност која што се осветила во Бога, Свети Иван Шангејски е човек кој што со својата универзалност ги допира сите аспекти на човековото живење. Како голем подвижник, како голем педагог, како голем архипастир на Црквата Христова, тој и со својата улога насекаде на светот, и во Кина, и тука во Македонија, во Америка, и насекаде ги допира сите возможни аспекти на човековиот живот, заради тоа што и како подвижник, значи како некој што преку своите аскетски трудови во Христа принел такви плодови и ги ставил во функција на црквата во секој домен на незиното живење. И тоа не само во своето време, значи во времето на почетокот на 20 век, туку и денес и за секогаш. Заради тоа што делата на подвигот се дела кои што траат вечно и тука во земјата, а и во Царството Небесно. Што се однесува до подвижничкиот живот негов, тој може да се споредува со животот на оние аскети кои што живееа во 4 век, па и подоцна, аскети кои што го прифатија оној начин на живење во постојна борба со своето тело. Живот кој што значеше постојано онебесување, постојано охристосување, заради тоа што само така, преку преобразување на страстите, преку преобразување на личниот логос, човекот и може да достигне некакви вистински вредности во својот живот. Ете, тие вредности ги имаше отец Јован Максимовиќ и тие вредности нам ги предаде како едно завештание за и нашите лични животи, за тоа на кој начин ние треба да живееме и на кој начин треба да го предаваме тоа на следните генерации. И стварно ние сеќававме дека е голем подвижник. Например, никогаш не сме го виделе тој на ручек да отиде во трпезарија. Само навечер, и тоа доцна така, што ќе остане од она. И така, и он ќе вечера, а она што било плюс и така натаму, рековме, го носел на ученици. Второ подвижништво нешто, ученик некој ќе стане, нали? Проштевајте, деца ни било надвор од зградата, те што биле спалните, и некој ученик оди и така натаму, верујте, и во полноќните часови, и подоцна, кај него стои сијалица и чита. И некој, а тоа беше приземје, и некој ако дзирне од прозорецот, ќе види дека тој, нали, или чита нешто, или пак дреми, нали, дремка го фатила на самата столица. По тоа ние знаевме дека човеков не спие. Таков печаток добивавме. За храната исто така, за носењето, ученици, нали, ученици така, ќе помогне во нешто, а на себе не полагаше многу. Тој фактички имал два подвига. Први, никогаш да не легнете во кревет. Тоа му била подвиг да се бори со сонот. Никогаш не спиел. Од друга страна, во битола знае температурата да падне и под 30 степени Целзиусови. Во неговата соба имало печка и ќе донесели дрва, тогаш на дрва се греевме сите,